Одлуката на Висшиот управен суд да го врати предметот за Иловица на повторно одлучување кај пониската инстанца ги мобилизираше активистите. Порачаа дека по ниту една цена нема да дозволат некој да прави профит на сметка на здравието и безбедноста на локалните жители, да живеат во страф од хаварија, да се гушат во прашина од камионите, да им се загадат почвата и водата и да се уништи земјоделието од кое го вадат лебот. Комплетно целиот проект е страшен. Изгоре на се ни остават ризик доколку се случи некоја хаварија, да не поплави сите, да не удави планинско цунами во Струмица, нешто што се има случува на други места. Ние не сакаме да бидеме заложници на таква погубна и политика и проект, стратешко промашување, како сакате наречете го. Народот овде е многу цврсто решен, дури по цена на животиве, нема да дозволиме било што да се случи. Не само радикализација, него како сакате може да го сватите, но рудник овде нема да има. Заради тоа што луѓето не живеат овде за да си ги продат имотиве за џабе и да живеат со ризици за некој да си полни џебовите со пари. Костадин Ристоманов е актуелен советник и поранешен председател на Советот на општина Ново село. Вели, веќе има донесена одлука дека не сакаат рудник, потврдена и со референдуми, протести кои стигнаа и до Скопје, блокади. Кога знаеме дека правдата е на наша страна, јас се прашувам тие мудрите наши политичари, алчни за пари, продадени души, зарем они мислат дека некој нормален овде кој ще си работи комперси, земјоделие, си работи или свој приватен бизнис, што има фамилија, деца, внуци, некој ќе дозволи да му го отруат семејството, да му го отруат почвата, воздухот и водата и да гледа мирно како неговите деца и внуци како умираат од секакви болештини кои што ќе бидат предизвикани од отварањето на таков може рудник. Дали е некој нормален? Дали некој мисли дека некој ќе дозволи? Па зошто јас лично ќе се жртвувам за мојата фамилија. И не само јас, и сите ние возрастните што сме, ние сме подготвени со жив зид, не со жив зид. Што не интересира ние дали ќе гинеме или нема да гинеме, кога знаеме се упрашаме животот на нашите идни поколенија. И нема тука компромис. Иако владата го раскина договорот за една од концесиите, прифаќањето на тужбата од Евромакс ја врати топката во управниот суд. Компанијата очекува не само да го добие спорот, туку и да се прифати барањето за спојување на концесиите. Активистите се сомневаат дека се прави обид целиот проект да се протурка преку владеачката ДУИ, откако неодамна се случија промени во сопственичката структура кај Евромакс. Акции купи НД Груп, фирма основана од етопскиот бизнисмен Назив Дестани, кој е и председател на бордот на директори на Еколог, а во јавноста важи за близок до интегративците. Дополнителен сомнеш во последната одлука носи фактот што член на Висшиот управен суд е Супхија Купи, поранешен член на ДИК на предлог на ДУИ. Поранешниот политички активист на ДУИ сега во судската тога дели правда и веќе имаме нови постапки кои што ствари укажуваат на тоа колку нашето судство не е независно, туку напротив е корумпирано и како се врши цела ова работа. Мислам, замислете, кој нормален ќе инвестира во фирма како Евромакс, кој што е задолжена официјално според нивните финансиски податоци $40 милиони, значи задолжена е, и плюс има изгубена концесија. Значи не постои бизнис логика никаде во свет некој да инвестира во тоа. Но Еколог, најголемиот донатор на ДУИ, реши да инвестира и многу е јасно ствари преку кој механизам се доста сигурни дека ствари ќе добијат и концесијата и ќе ги вратат парите. Типично трговија со влијание, со корупција, како сакате. Значи такво нешто во свет не постои. Само кај нас. Уште кога владата донесе одлука за одземање на концесијата и за одбивање на барањето за дозвола, кога управниот суд ја потврди одлуката, ние до тука завршивме со приказната. Народот знае, владата знае, цел свет знае дека така било праведно. Се друго што ќе се случува, сите и ние ќе знаеме дека тоа е криминал. Од Еколог за дома негираа поврзаност со проектот за рудникот.
Градоначалниците на Новосело и на Босилово не сакаа јавно да коментираат. Божинов ни рече дека локалната самоуправа немала ингеренции, а Манчев тврди оти не ја видел пресудата. Од подпишувањето на договорот во летото 2012 година па до денес, проектот за изградба на рудник за бакари Злато и Ловица Штука ја бранува јавноста. Пинг-понг партијата помеѓу управниот и висшиот управен суд и промената во структурата кај инвеститорот го отворија сомнежот дека се прави обид со политичка поддршка да се реализира проектот и покрај противењето на локалното население. Активистите од Здрава Котлина порачуваат дека се подготвени да се спротивстават по секоја цена.